Добре дојдовте на уште едно ново предавање од ниво А2 на YouTube курсот Германски јазик онлайн. Пред да започнеме, дадете ни поддршка со subscribe на каналот и follow на Instagram профилот. И ако не сте ги погледнале, видеата кои се снимаа претходно, погледнете ги на YouTube. Во ова предавање продолжуваме со обработка на придавките во германскиот јазик. Die deutschen Adjektive 2. Како што кажавме во минатото предавање, за придавките ќе учиме на неколку делови, и тоа најзначајни германски придавки, кои ги учевме во придавки во германскиот јазик дел 1, потоа das Adjektiv Deklination или деклинации на придавките, кои ќе ги учиме во ова видео, трет дел das Adjektiv Steigerung или степенување на придавките, и последен дел ќе ни биде das Adjektiv Vergleichen или споредба меѓу придавките. Значи во ова видео ќе ги учиме деклинациите. Das Adjektiv Deklination или деклинација на придавките. Прво да кажеме што се тоа деклинации. Деклинациите се наставки на придавките, кои што се менуваат зависно од падежот, родот и членот на именката. Кога се користат деклинациите? Кога сакаме да опишеме некоја именка со помош на придавка. Например, црвената јакна. Деклинациите се користат само кога придавката стои пред именката. Тоа ќе го видиме во следните неколку примери. И исто така деклинациите имаат улога во степенување на придавките и во споредба меѓу придавките, кои ќе ги учиме во следните предавања. Да видиме еден пример. Во долната табела, во левиот дел имаме придавки без деклинација, а во десниот дел придавки со деклинација. Das Auto ist alt. Автомобилот е стар. Со деклинација би се кажало Das ist ein altes Auto. Ова е стар автомобил. Во оваа реченица може да се забележи дека при деклинација придавката стои пред именката. Втор пример, Die Jacke ist rot, јакната е црвена. Die rote Jacke ist kurz, црвената јакна е кратка. Во оваа реченица rote е во случајот придавка со деклинација, а Jacke е именката. Значи во оваа реченица исто придавката стои пред именката. Рот означува црвена боја, а тоа што се додава е уствари деклинација. Во следните слайдови ќе го учиме тоа. Колку типови на деклинации постојат во германскиот јазик? Прв тип е деклинација кога придавката опишува членувана именка. Односно кога во реченицата користиме der, die, das и така натаму зависно од падежот. Потоа втор тип на деклинации се деклинации кога придавката опишува нечленувана именка, односно кога користиме ein, eine, einen
и така натаму. Потоа присвоен член, мајн, мајне и слично, или негација, кајн, кајне и така натаму. Трет тип на деклинација е кога придавката опишува мешани именки, односно именка без член. И четврт тип е деклинација на именката, значи не на придавката, и ова правило важи само за датив плурал или датив во множина. Бидејќи малце изгледа сложено, посебно за почетници во германскиот јазик, ќе кажеме како полесно да се формираат деклинации. Деклинацијата или наставката на придавката зависи од родот и падежот на именката. Според тоа важно е да се знае во кој род, der, die, das, die и така натаму, и во кој падеж, номинатив, акузатив, датив или генитив, спаѓа именката. И важно е да се спомене дека секој падеж и род има своја деклинација, а тоа се учи на памет, но има некои логички правила. Например, придавка со деклинација, die rote Jacke ist kurz, црвената јакна е кратка. Јаке е женски род и означува и die. Реченицата спаѓа во номинатив. Според тоа, придавката род или црвено ја добива наставката е и се променува во роте. Како се деклинираат придавките во реченица каде што има две придавки? По истите правила, зависно од падежот и родот на именката. И двете придавки добиваат иста деклинација. Да видиме неколку примери. Јас сретнувам секој ден добри стари пријатели. Во оваа реченица имаме две придавки, значи и добри и стари. Според тоа, на германски би било Ich treffe jeden Tag gute alte Freunden. Следен пример, Петар купува често ефтини интересни книги. Петар kauft oft billiges interessantes Buch или Bücher. Еве вака, за да одговарат на македонски и на германски, ефтина, интересна книга. И трет пример, таа има мала црна мачка. Sie hat eine kleine schwarze Katze. Пред да видиме како се формираат деклинациите, зависно од падежот, прво е потребно да ги повториме падежите, кои можете да ги гледате подетално во нашите видеа од А1 ниво. Во номинатив, членове на именка, во машки, женски, среден род или множина, имаме der, die, das и die. Нечленувана именка, имаме ein, eine, ein и во множина немаме. Потоа присвоен член во номинатив, mein, meine, mein и meine, зависно од родот, и негација на нечленувана именка, кајн, кајне, кајн и кајне. Во акузатив ги имаме скоро истите правила како за номинатив, со разлика во машкиот род, каде што der станува den, ein се променува во einen, mein во meinen и kein во keinen. За машки род акузатив. Сите други родови се исти за номинатив и акузатив.
Кај датив имаме комплетно различни наставки и тоа датив членувана именка, имаме зависно од родот, дем, деа, дем и ден. За нечленувана именка, ајнем, ајнеа, ајнем и за множина немаме. Присвоен член, мајнем, мајнеа, мајнем и мајнен. И за негација на нечленувана именка, кајнем, кајнеа, кајнем и кајнен. Ова беше кратко повторување за падежите, кои ни се многу важни кога учиме деклинација на придавките. Die Fälle und das Adjektiv Deklination. Падежи и деклинација на придавките. Во оваа табела, односно во овие три табели, имаме наставки кои се користат при деклинација. Може да се забележи дека зависно од падежот и зависно од родот и лицето, еднина или множина, имаме различни наставки. Во горната табела наставките се за членувана именка, во средната табела за нечленувана именка и во долната табела за именки без член. Според овие табели изгледа многу тешко, но ќе ги учиме со ред за секој падеж деклинациите за да станат појасни. Ќе започнеме со деклинација на придавките во падежот номинатив. Во горната табела ќе имаме повторување на падежот како подсетник, а во долните две табели лево ќе имаме за членувана именка како се прави деклинација, а во десната табела како се прави деклинација за нечленувана именка во падежот номинатив. Ги пополнивме членуваните и нечленуваните именки. При деклинација за машки род на членувана именка се додава наставката е, например, der grüne Rock или зелена сукња. За женски род исто се додава е, die rote Jacke, црвена јакна или црвената јакна. За среден род, за членувана именка исто имаме е, например, das neue Auto, новиот автомобил. И во множина имаме додавање на N, например, die bunten Blumen, шарените цвеќиња. Кога сме кај нечленувана именка, деклинација за машки род имаме додавање на er, ein guter Plan, добар план. За женски род нечленувана именка наставката е, eine gute Idee. За среден род es, например, ein großes Auto, голем автомобил. И за множина исто наставката е се додава на придавката и тоа, например, meine liebe Eltern, моите сакани или драги родители. Тоа беше за номинатив, а сега да видиме еден пример. Во горните табели ги имаме начинот на деклинации како за подсетување. А во долната табела ќе прочитаме некои примери за номинатив. Таа е добра пријателка. Sie ist eine gute Freundin.
Ова е ефтин автомобил. Das ist ein billiges Auto. Овде се моите сакани родители. Hier sind meine liebe Eltern. Paul е богат човек. Paul ist ein reicher Mann. Следен пример, ова е мојата убава куќа. Das ist mein schönes Haus. Стариот човек е слаб. Der alte Mann ist schlank. Убавата жена работи како докторка. Die schöne Frau arbeitet als Ärztin. Следен пример, мојата зелена сукња е убава. Mein grüner Rock ist schön. Во оваа реченица имаме две придавки, но едната се деклинира, бидејќи ја опишува именката. Ова не е мал проблем. Das ist kein kleines Problem. Продолжуваме со деклинација на придавките во падежот акузатив. Во горната табела ќе го имаме подсетник на падежот акузатив, а во долните две табели начинот на формирање деклинација за членувана именка во левата табела и за нечленувана именка во десната. Ги внесивме членувана и нечленувана именка, а деклинацијата за членувана именка во машки род, акузатив, е додавање на наставката N врз придавката. Например, den roten Mantel. Црвениот мантил. За женски род, додавање на наставката е die kurze Hose. Кратките панталони. За среден род исто се додава е das alte Auto, стариот автомобил, и за множина наставката N die bunten Schuhe. Шарените чевли. Кај нечленувана именка имаме малку поразлични типови на деклинација и тоа додавање на наставката N за машки род, например einen neuen Tag или еден нов ден. За женски род додавање на наставката е eine gute Idee или една добра идеја. За среден род S ein großes Auto или голем автомобил. И за множина, исто како за женски род, е meine alte Ideen. Моите стари идеи. Тоа беше за акузатив, а сега да прочитаме некои примери. Во горните табели ќе имаме подсетник, а во долната табела ќе прочитаме примери за акузатив. Јас имам голема книга. Ich habe ein großes Buch. Тој има голем подарок. Er hat einen großes Geschenk. Großen Geschenk. Ова е мојата голема гаража. Das ist mein große Garage. Во првите три реченици имаме придавка големо, но зависно од родот се деклинира различно. Јас го печам благиот колач подоцна.
Ich packe den süßen Kuchen später. Јас ги бендисувам шарените чевли. Ich gefalle die bunten Schuhe. Тој ја бара мојата стара љубов. Sucht meine alte Liebe. Ова е темна соба. Das ist ein dunkles Zimmer. Следен пример. И се допаѓа ли неа плавиот базен. Gefällt sie die blaue Schwimmbad. И последна реченица од примерите за акузатив. Јас немам нови пријатели. Ich habe keine neue Freundin. Продолжуваме со деклинација на придавките во падежот датив. Во горната табела ќе имаме подсетник на формирање на датив, а во долните табели ќе имаме деклинација. Деклинацијата на именката, која ја споменавме на почетокот, се прави во множина за датив. И тоа ќе го видиме во следните примери. За членувана именка во левата долна табела, во машки род деклинација со додавање на N, например dem kleinen Kind или малото дете. За женски род додавање исто на N, der alten Frau, старата господја. За среден род исто N, dem neuen Buch или новата книга. И за множина исто имаме деклинација со N, значи за членувана именка во датив, без разлика на родот или лицето, деклинацијата се прави со додавање на N. Den alten Häusern или старите куќи. Но во множина разликата е во тоа што имаме и деклинација на именката. Во оваа реченица Häusern или куќи ги деклинираме со додавање на буквата N на крајот. За нечленувана именка имаме во десната табела машки род деклинација со додавање на N, einem kleinen и си кажуваме некоја именка во машки род. За женски род нечленувана именка исто N, например eine guten Idee или добра идеја. За среден род деклинација со N, einem kleinen Ei или мало јајце. И за множина имаме деклинација со додавање на N, но имаме и деклинација на именката. Например, meine neuen, пример Häusern, моите нови куќи. Деклинација на датив е најлесно од типовите на падежи. Да видиме некои примери. Горните две табели ќе ни се за подсетник, а во долната табела примери. За доручек јас ги јадам зелените домати. Beim Frühstück esse ich den grünen Tomaten. Јас му давам на мојот драг сопруг бакнеш. Ich gebe meinem lieben Mann einen Kuss. Јас одам со мојата убава сестра кај родителите. Ich gehe mit meiner schönen Schwester zum Eltern. Сликата виси на жолтиот зид. Das Bild hängt an der gelben Wand.
ние и даваме на малото девојче подарок. Wir geben dem kleinen Mädchen ein Geschenk. Тој зборува со еден злобен човек. Spricht mit einem bösen Mann. Лина и помага на нејзината стара пријателка. Lina hilft ihrer alten Freundin. Таа стои меѓу шарените книги. Sie steht zwischen den bunten Büchern. И последна реченица, Мија зборува често со нејзините нови колеги. Mia spricht oft mit ihren neuen Kollegen. Во оваа реченица, бидејќи зборуваме за множина, имаме деклинација и на именката, или колеген. Деклинација на придавките во падежот генитив. Бидејќи генитив не го имаме учено се уште, се учи во понапредните нивоа, само ќе го споменеме накратко. Во горната табела го имаме падежот генитив. Зависно од тоа дали се работи за членувана, нечленувана именка, присвоен член или негација на нечленувана именка. Формирањето на падежот е скроз различно од останатите падежи и ќе го учиме во другите видеа. А формирањето на деклинација исто така ќе се учи понатаму, но сега ќе го споменеме накратко. За членувана именка, деклинација за машки род се додава наставката N. За женски род исто N, за среден род и за множина имаме деклинација со додавање на N. За нечленувана именка исто имаме наставка N за машки род, за среден и за женски род, со разлика во тоа, само за множина, кај нечленувана именка, имаме деклинација со додавање на наставката R или EA. Значи, деклинација на генитив е многу слична на деклинација на датив. А сега продолжуваме со деклинација на придавките без член. Или das Adjektiv Deklination ohne Artikel или null Artikel. Во табелата ќе можеме да забележиме дека деклинацијата за именките без член при номинатив и акузатив се исти како за нечленувани именки. За номинатив, машки род, имаме деклинација со додавање на наставката R. И тоа, например, kleiner или mal. За женски род, во номинатив kleine или mala. За среден род се додава S, kleines и за множина исто како за женски род kleine. Кога сме кај акузатив, во машки род N, например kleinen, а за женски род, за среден род и за множина исто како при номинатив. Кај датив, во машки род се додава наставката M, например kleinem, за женски род наставката R и тоа kleiner, за среден род M или kleinem и за множина N
или kleinen. Кога сме кај генитив, ќе ги споменеме на кратко. Машки род N или kleinen, женски род er, kleiner, среден род исто како за машки род и множина исто како за женски род. Например, ќе видиме за номинатив. Во машки род kleiner Hund или мало куче. За женски род kleine Katze или мала мачка. За среден род kleines Tier, мало животно. И за множина kleine Tiere, мали животни. За крај ќе прочитаме примери и за null артикел, во горната табела ќе ги имаме за потсетник наставките при формирање на деклинација, а во долната табела ќе прочитаме неколку примери. Малото дете сака пари. Kleines Kind möchtet Geld. Во петок купувам јас црна мачка. Am Freitag kaufe ich schwarze Katze. Навечер јадам јас голема пица. Abends esse ich große Pizza. На сабајле пијам јас германско пиво. Am Morgen trinke ich deutsches Bier. Следен пример, куќата е од цврсто дрво. Das Haus ist aus festem Baum. И последна реченица за овај тип на деклинации. Младите жени се често многу убави. Junge Frauen sind oft sehr hübsch. Тоа беше се за деклинациите. А сега да видиме што сте запамтиле. Да направиме мала вежба. Направете деклинација на придавката зависно од родот и падежот во реченицата. Тој има мало куче. Hat einen kleinen Hund. Јас ги барам моите нови чевли. Ich suche meine neue Schuhe. Следна вежба, мојот мал брат е љубезен. Mein kleiner Bruder ist nett. Јас купувам стар автомобил. Ich kaufe ein altes Auto. Das ist ein schön Haus. Се додава S. Ова е убава куќа. А во втората реченица, du hast ein schön Haus. Како се деклинира? Разликата е во тоа што во првата реченица имаме номинатив, а во втората акузатив. Du hast ein schönes Haus. Следна реченица, ние и помагаме
на една стара соседка. Wir helfen einer alten Nachbarin. И последна вежба, млад студент нема пари. Junger Student hat kein Geld. А сега да направиме кратко резиме. Во номинатив имаме деклинација, зависно од тоа дали е членувана, нечленувана именка или нул артикел. Во акузатив се вторите табели и во датив третите табели. За генитив кажавме дека ќе учиме во следните видеа. Ви благодариме на вниманието, се надеваме дека деклинацијата на придавките сега е полесна. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк, субскрайб и очекувајте уште многу нови видеа.